Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола започна соработка со Универзитетот Бар Илан од Тел Авив, Израел. Станува збор за соработка во областа на високата технологија, за која што израелските водечки искуства на меѓународен план се особено значајни. Денеска академски кадри од Универзитетот во Тел Авив го посетија ректоратот на УКЛО, каде разменија мислења за проектите и активностите кои можат заедно да се реализираат. Ова соработка започна со помош на Еразмус Плюс програмата и тие ќе бидат неколку дена. Не само во Битола, беа и во Охрид и во овој регион, а разговараме за конкретни проекти и соработка која што ќе даде на додадена вредност на работата на нашите универзитети. Не само во однос на академската соработка, туку и во практичната да развиеме проекти кои што би ги зближиле повеќе генерално и нашите две држави, тоа е Израел и Република Македонија. Делегацијата од Универзитетот Бар Илан од Израел денеска одржа предавање на УКЛО, каде се зборуваше за проектите кои во иднина ќе бидат реализирани во соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски. Еден од тие проекти е проектот за уредување на меморијален парк на евреите од Монастир, каде ќе бидат вклучени и студенти од УКЛО. We are working already 2 years. Проектот на кој што Универзитетот Бајлан работи во текот на овие 2 години, а тој се однесува на реставрација на еврејските гробишта. Како што сите знаеме, во Битола постоеше повеќе од 100 години еврејска заедница и во тој однос Битола има еврејската заедница има традиција во Битола, поради тоа таа смета дека Битола е централно место од каде што треба да започнат нивните истражувања. Ние дојдовме како дел од делегацијата заедно со професори, членови на академскиот кадар на Бар Илан универзитетот. Интересно е за овој универзитет што е основан после Холокаустот, а тоа е многу значајно за нас и за нашата нација, па на некој начин овде им даваме почит на сите евреи кои беа протерани од Македонија и настрадаа во периодот на Холокаустот. Во текот на неколкуте денови, колку што престојувавме во Битола, забележав дека еврејската култура е широко распространета тука и таа е испреплетена со македонската култура. Па затоа сметам дека локалната уметност како еден неизоставен дел на еврејската уметност ќе биде дел од поголемиот академски проект на кој што ќе работат нашите два универзитети. Денешната средба беше и повод разговорите да се фокусираат на некои модалитети за успешна реализација на размената во рамките на Еразмус Плюс програмата, но и на други приоритети за проектна и друг вид билатерална соработка.